Почитувани, чест и задоволство ни е денес да разговараме со еден од најпознатите естрадни уметници во нашава земја, кој важи исто така за најпретпознативо лице на новокомпонираната македонска народна музика, господинот Евто Попиновски. Добар ден и добро дојдовте во Кочани. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до сите ваши ценети гледачи на телевизијата Канал Плюс. Како се чувствувате? Па, позната работа е во Кочани, во Ретали. Човек секој се чувствува пријатно кога има пријатно друштво во секој случај. Јас овде веќе во Кочани и го имам тоа друштво, така да се си е во најдобар ред. Секојаш пријатно. Така, еве да слушнеме ние гледачите на Канал Плюс и љубителите на вашата музика, од каде започнуваат првите музички чекори на Евто Попиновски? Па добро, тоа се вратам 100 години на нас. Не 100, али некои си 40-50 години. Фактички нешто најблиско, најприродно кај човечкиот род е музиката. Уште во најраните денови кај бебето, па ето кај тој после млад човек, се јавува тоа чувство за музика. Така беше и кај мене. Имав на времето, имав еден дедо Секула се викаше. Тоа беше во село Подгорци. Тој имаше, тие беа организирани во некој си свој, така да наречам, селски оркестар. И јас многу ми беше интересно кога ги слушав од случај до случај, од слава до слава, како свират, како пеат. Така да уште на својата 5-6 година сето тоа ми беше толку каков интересно и сакав да го и јас да го практикувам. Така да ќе му го украдев, тој имаше едно тамбурче, класично тамбурче, ќе му го украдев без да знае на тој мој дедо Секула и со еден прст вака се сеќавам како ќе свирев по некоја песничка онака. Па мислам дека и може се каже дека од тука беше и почетокот на една дружба со таа музика. Во секој случај тоа беа први контакти, после во основното школо во Охрид бев запишан во тамбурашкиот оркестар. Тука доста брзо ги разбирав работите, свирев одредено време. Па, после сето си зема еден посериозен тек, се до Валандово, фестивалот Валандово 1986 година, кога со песната Лихнида кајче веслаше освоих првата награда на жири комисијата и која што за многу кратко време постана буквално песна за сите генерации, а денес веќе постана и е една единствена песна, балкански хит, која има 6 легални верзии, значи со моја дозвола и уште 6-7, што ја знам, и натака нелегални верзии низ Балканов. Песна која може да појдеме до Бугарија, до Србија, до Босна, да ја нарачаме на така речено на секој оркестар, ќе отсвире, ќе испее, може би со едно прашање сакате на
македонски, на српски и така натака. Така. Така, накратко, ето како од тука фактички беа оние мои посериозни ангажмани околу музиката и со музиката. Така, ја споменавте Лихнина, а овде и туѓе си бескрено, после толку години стана хит, се пее во секоја кафана, секоја свадба. Која е приказната за оваа песна? Вака, јас сум композитор на скоро сите мои песни, така и на Лихнида, и на Туѓе си бескрајно. Еве сега слушаме Прости ми душо моја, Ахахана, Зоро моја Зорице и така натака. Па секоја песна си има некоја си своја приказна, али вистината е дека најдобрите песни, најдобрите текстови или она што е најдобро во тој творечки свет настануваат, како се изразам, во еден миг, значи во еден момент. Решението доаѓа во еден момент. Значи, тие се најјаките творби воопшто, дали, како што реков, во музиката, ако зборуваме за музика, во текстот и така натака. Така да, сите овие песни, хитови, па може да се каже дека така да и постанале. Кога човек ќе сака нешто однапред, сака нешто да направи, па се труди, и обично нема некои добри решенија, добри творби. Туѓе си бескрајно, во секој случај, секоја песна е приказна за себе, таа е специфична по тоа што значи ја искомпонирав пред како му доаѓат 1992 година и беше со неја учествував вториот фестивал на ново компонирани песни Камбера во Австралија. Таму мислам дека добив втора награда од публика и песната во секој случај уште тогаш се знаеше дека е добра, али некако судбината и беше така, живееше онака скромно сите тие години до пред едно 3-4 години. Тоа е околу Туѓе си бескрајно. Има во овој живот наш, има и други песни така што си го нашле просторот кај слушателите после одредено време или например како некои многу стари песни се пееле некогаш сега зборот ми е од овие изворни песни и после кога си го нашле својот простор, баш се сместиле во тој простор 100% и постанале големи хитови. И се слушате ден-денес, така. На самиот почеток кажав дека вие сте најпознатото лице на ново компонираните македонски народни песни. Од каде црпите се инспирација за овие песни? Вака, прво сум јас голем пропагатор на идејата, на праксата да се прават нови песни. Затоа што ако се препејуваат сите оние изворни песни, па и еве, например, Лихнида, како што реков, има толку верзии, Туѓе си бескрајно, па ја испеале, мислам, не ја снимиле за комерцијални, али гледам на YouTube, ја снимиле, може би, што ја знам, 40 или 50 души. Се е во ред. Али ако сакаме, или пак овие нашиве изворни бисери,
Gispel, ovaj, pak će rečem Gispele, 30, 50 duši. Mislim дека со се тоа тапкаме во место. Ако сакаме да одиме напред, ако сакаме сега ова е така обично се кажува во нашата ризница на народни национални песни да ставиме нешто ново, значи да ја збогатиме таа ризница, значи треба да направиме нешто ново. Затоа јас сум поборник на тоа и од секоја сум се трудел, значи да направам со секој мој ангажман нова добра песна. Песна која ќе остане и која ќе се обнароди автоматски баш е богатство плюс во таа наша национална ризница на компонирани на национални песни, народни песни. Така, еве, кој беше оној момент, да го наречеме пресуден, за да важите за еден од најдобрите македонски естрадни уметници? Па вака, секој си има свој домет во својата област со која се бави или во... некој сега успеал да направи многу, пробале, не успеале ништо да од сето тоа да им остане. Некој направил еден хит, некој повеќе хитови. Во секој случај тоа е многу индивидуална работа, кој колку може, што може и не сме човек да побегнит од основата. Основата е народ, слушателот, конзументот на таа песна. Ако човек оди по своји желби, своји видувања, своји погледи, еве, јас, например, јас би пеел оперски арии. Тие ме релаксираат и дори во најскоро време, барем една таква, чисто онака ќе ја снимам за... Ама таа гарант нема да постане хит, народен хит, кога народот генерално велам не го сака тоа. Значи мора тој што твори во смисол, вај текстови, вај музика, секогаш го има пред себе народот. И секогаш да води сметка тоа што го правит, да си имат логичен тек, че една музика логична, една музика би пријатна за слушање, една музика да биде, значи да инспирираат, да потикнуваат, да го потикнуваат човечкиот организам. Во смисол, често се вели да се наежи. Се наежи. Така. Ако ја погледиш работата, некој ќе се наежи. Ако не ја погледиш... И тоа е тој момент. И ежот нема да се наежи. Така. Така да тоа, основата е народот, менталитетот и така натака. Не знам дали би се воодушевиле англичаните да им ја испевам Туѓа си безкрај. Тоа знам. Така. Значи тие се тој менталитет, што во никој случај нивното е нивно за нив добро, нашето е за нас добро, така да тука е целта. Така, каде се настапува Евто Попиновски? Па секаде, ако не знам дали ако не си мажено, може да разговараме. Дали настрана некаде? Значи, секаде и во држава и надвор каде што има македонци, во секој случај каде што има во светот македонци, може ресторани, хотели, веселби. Така. Доста сум ангажиран по овие
општински, така да им наречам, денови на кога општината нешто слави. Така да секаде каде што има што им треба, каде што им треба ефто со неговата песна. Инаку ова е моја една забелешка. Синоќе бев во Штип и јас сум многу задоволен човек што слободно можам да кажам. Во 90% случаеви, значи 90% од тие што сакаат да ме слушаат се некоја си возраст од до 30 и некоја година, 35, така условно. Така да тоа е посебно чувство и јас сум тоа во секој случај не може секој да го тоа богатство да го има. Јас го имам на моје преголемо задоволство. Значи, моја публика да бидат млади кои што за кои можам слободно кажам во најмала рака можам да бидам татко. За некои и дедо нема проблем. Ама силината која има песната, тоа е неописива работа. Значи, автоматски ние воспоставуваме релација, не се препознаваме, ни кој колку години имат, ни што е, ни како е. Песната не врзуваат автоматски. И, значи, таа спрега функционира и на крај, значи, до срж, до крај, сме сите задоволни. Тие се задоволни со мојата песна, јас сум задоволен со нивниот однос према мојата песна. Така, јас овде предлагам да слушнеме една од вашите хитови. Lihni dan, kajče veslaše, Ohridsko to jezero, nasproti neze ribari, stari drugari. Ribari, stari drugari, krotko veslajte kajčeto, da ne mi pravite branovi, racete da si odmora. Veslaše, Ohridsko to jezero, Tivko si pesna peše, Biljana platno beleše, lihni da kajče veslaše, pesna peše, Biljana platno beleše.
lihnido, mome lihnido. Ako ti brajme branovi, sovjetstvo tegi skrotime, skrotime, so ljubov, ke te gledame. Ne sakam da gi skrotite, ne sakam da me gledate. Ja sakam mirno jezero, jezero, duša ta da si odmora. Si pesna peše, bilja platno beleše. Okricno to jezero, divko si pesna peše, biljana platno beleše. Еве слушнавме некои од хитовите на господинот Евто Попиновски, како што може да слушнат гледачите и во позадина одат некои од неговите хитови. Еве, господине Попиновски, да ве прашаме, пред 2 години имавте концерт, зошто не следнава година? Зошто не направивте? Следната година. Повака, може би ќе биде интересно за вашите гледачи. Во ова наша естрада македонска има многу проблеми. Ние прво не успеавме да се организираме како естрада и да функционираме. Значи, како естрада на активни членови, заинтересирани членови да нешто се поправи. Јас цел живот водаме на своја, така да наречам, борба, ама тоа е несватливо колку луѓето, колегите не ме разбираат. Која ми беше целта? Јас уште пред 35 години имав желба и намера, значи да направам синдикат на естрадни уметници. Нити тогаш ме разбра што сакам да направам, нити сега ме разбират, а инаку да се едно разбериме. Во денешно време, во овие современи времиња, нема шанса која и да е работа, која област, која фела да оди напред, ако не е организирана. Ние тој запад го фалиме, тој не е за фалење, тој само си го фатил редот на време и таму буквално, тој што не е организиран е како жолт лист на ветар. Значи, таму сите во своите фели, во својата област, во својата бранша, си е организиран како такви функционираат и се јаки, си го регулираат своите права и обврски и нормално одат напред. Е сега, кај нас меѓу редица други работи, зошто јас после еден вака посебно успешен концерт пред 2 години, зашто направив следната. Па не бе заинтересиран да гледам во ризик, бидејќи во редица работи кои што кај нас не се регулирани,
Значи, не сме ги разбрале како народ. И спонзорите не разбрале дека тие одат по линија на помал отпор. Оној таму е популарен, оној од север популарен е и ако таму спонзориран со релативно добри пари, значи мојот интерес ќе биде задоволен со самото тоа што доста луѓе ќе на ваму или таму или на самиот концерт ќе видат и така натака. Се е тоа во ред, али прашањето станува што е постаро, јајцето или кокошката? Дали ќе се движиме по линија на помал отпор или ќе застаниме еднаш и ќе почнеме да го спонзорираме и Евто Пупиновски, кој што факт има големи хитови, како што реков, мојата публика е за воодушевување. Значи млада публика која претежно млада, така. Претежно не е претежно како Целосно млада. 80-90%. Значи ако направиме тие не одат по таа линија помал отпор, ако нешто, макар дел од она што го дават таму спонзорираат, јас ќе правев, пак ќе направев концерт, пак ќе направев и оваа година, со самото тоа, тие ќе вршат директен придонес во актуелноста, во развивањето на таа наша македонска песна. Со самото тоа, гледано нанапред, едно утре ќе дојдевме до една позиција, најверојатно, каде што не може да се прави некоја многу голема разлика, оние таму и овие овде. Зошто овде само се работи, ние сме некако и таков и народ. Се што е од страна ни е добро, никогаш факт не сме си го ценеле своето и затоа сме, тоа е непобитно и многу жално, ние сме вечни губитници, а оние од таму велат тие во Македонија немој нити да играш, нити да пееш. Значи на нив им вредиме, самите на себе не си вредиме. Така да тоа е цела една тема за тумачење, за разговор. Решението е многу едноставно, ама никако и никој да го направи чекоро. Сакав да кажам, не сакав да влегувам во финансиски ризик, зашто правење на еден концерт, во прашање се илјадници евра, кој што на оној таму му е многу лесно да го направи, кога една фирма редовно, колку јас сум од прави извори информиран, редовно му дават на Здравко Чолич околу 20.000 евра. Мене нека ми даде само 2.000 евра, јас ќе направам исто максимална работа. Али работа е што нас не спонзорира ни со не минимално, со така речено со ништо. Жално е, не губам јас, пред се губи националната песна, губи народот, ама дали тоа некојаш ќе се промени, не знам, барем еве во Македонија има барем така да ги кажам од народна песма 3-4 кои би требало барем по еден концерт да прават во годината. Еве сведоци сме, никој во Македонија, македонскиве и нити забавњаци, така да ги наречам, нити народњаци не прават концерти. Значи, ако не се направи трес на сето тоа, ние полека само ќе си тониме и ќе си тониме и ќе си тониме. Ќе дојде таму некој затвор, ефто, дали ќе ти е задоволство да настапиш 15 минути на концертот на Мирослав Илич? Не му велам. Јас сум за ова Македонија уште поголем Мирослав Илич, да се разбериме. Јас сакам својот простор да си го добијам, својот третман. Јас така и предемно 5-6 месеци
таков напис ставив дадов во еден мислам дека беше Вест. 40 години чекав да ме сега си зборувам за себе. Зашто доста баш 40 години ги бранам нечии интереси, никој ните ме разбира, нити ми се приклучува да ги браниме заедничките интереси. Сега зборувам за себе. Нити народот ме испочитува, нити државата ме испочитува. И јас реков, од сега ќе правам песни на српски, не знам бугарски, некои на бугарски ќе правам. Од револт, дали ќе ги слушат некои, совршено не ме интересира. Значи, не, како велат, ни случајно се кај нас розово, кај нас е многу трагична со ова наша народна, воопшто национална песна. Дали е народна, дали е... Еве кога сме кај естрадата во Македонија, дали Македонија има квалитетна естрада? Па викаат многу од општините, други повикуваат други балкански звезди да настапуваат овде. Дали тоа е како резултат на тоа или не, според вас, ваше мислење? Вака, јас сега од една страна некој ќе рече се овај се фали, имат многу убава публика, од друга страна не е задоволен. Па вака се разбериме. И благодарам на таа наша македонска млада публика. Пак не можам, јас сум пресреќен од тој аспект, дека имам таква публика. А на друг аспект, кога ќе дојдеме, кој колку е, таков е животот, колку е признат. Колку е возможност? Не. Твојата вредност не е, твојата вредност не е само, без коментар, и тоа е. Али твојата вредност е, кога ќе дојдеме, ти која цена ќе добие за иста работа и она од север. Таа ќе добие, ти ќе добиеш едно, со предпоставка исти квалитет. Ти ќе добиеш едно од својот народ, значи твојата вредност е едно, а таа ќе добие 10 пати, 20 пати, 30 пати поголема вредност. Тоест, чим добијат поголема цена, 30 пати, толку е вредноста. Затоа сум незадоволен. Не јас од својата публика дали сум задоволен. Еве, сега во септември ќе биде во Скопје пиво, лент, како беше, вино, фест и така натака. Ние зборуваме за некои цени. Ако нема пари за нас, кој факт, ако нема пари за мене, на кои мои концерти, без коментар, е воодушевување, тогаш нека нема и за оние од север. Ево тие баш општини. Ако нема за нас, нека нема и за нив. Па ако нема. Се не може да бараме нешто ако нема. Али, ако за нас нема, слушај, може ли да се скрати малу, ај сега одавде, па одавде, а за оние добијат, како што реков, 10, 20, 30 пати повеќе. Не можам јас сум достоинствен човек, не можам јас да се смеам и да аплаудирам, дека е тоа добро. Тука е проблемот. И навистина, ако не почнеме, јас во 3-4 наврати јавно сум зборувал за тоа дека сме губитници, додека и тоа историски, од секогаш и сега и до последно ќе бидеме губитници како народ, додека не почнеме да си го цениме своето квалитетно. Прашањето дали имаме естрада. Како што реков сега, од еден аспект естрада, како организација нема врска. Ние сме тотално дезорганизирани, неорганизирани. Од друг аспект, ако зборуваме естрада, дали имаме потенцијал? Има секојаш потенцијал. Кој потенцијал, ако се земе организирано да се работи со тој потенцијал, ќе има
и композитори, и текстописци, аранжери, пејачи. Нормално, кога би имало и медиуми, вакви такви пишани, напишани електронски, кои на адекватен, на современ, на најприкладен начин сето тоа би го знаеле и би го презентирале. Јас имам право, јас сум од таа генерација, јас имам право да зборувам која генерација, еве ја слушаме и Блага, мислам во фон. Значи, ние една музичка генерација, со почетокот на Валандово, 85-86 година и така натака, ние успеавме, значи до Валандово, нашата ситуација на таа естрада македонска беше исто вака катастрофална. Ништо немаше ново. Ние, почнато со Валандова, таа музичка генерација на творци, на пејачи, на ова, и пред се, како презентер на сето тоа, телевизија, радијата и телевизиите со сите штампи во Македонија, телевизија, мислам, Скопје, ние успеавме да ја крениме, значи, македонската песма до едни размери. Тука немаше големи прашања дали можеме да се споредуваме со српската естрада и така. Апсолутно. Тоа траеше некои си 10 години и после падови и дојдовме до една ваква позиција каде што нема ништо ново. Значи, ако некој сака, нормално не, ако сака, се може. Значи, да ја вратиме позицијата на македонската национална песна, постои начин. Мора да се разговара, мора да се дефинира начините пред се на презентирање, на правење хитови, на наметнување, така грубо се изразам, на нашата песна кај нашиот народ. Наметнување во смисол, значи да ја прифати и како прво да му е, како прво задоволство му е македонската песна, второ, трето, четврто, секоја добра песна од ова земја топка. Ама, значи тоа е комплексно прашање, ама во тоа време телевизија Скопје е во ова време, лето, немаше таму да се мотаат кој-какви музички работници, да ги кажам. Просториите на сето тоа беше на терен. Ваму, во ова форма презентација, во она форма, ваква емисија, таква емисија. Штампата го земат, чи пејачот, и како што србите прават. Постојано е вотапанот. Прави това, сега прави тоа. Ова сега, мене ќе ме прашаат на 4-5 месеци, ало, се сетивме на тебе, убаво што се сетивте, како си, добро, пиши таму, добро сум, жив сум уште. Значи, земаш, да речам, секој дневен третман и иако грубо звучи, го наметнуваш на читателот, на гледачот, на слушателот. А што прави македонска телевизија денес? Ништо, тотално ништо. Пуштат спотови. Доста се тие спотови. Емисија. Еве потврда. Знаете ли што се, од кој ранг се оние емисии? Гранд ваков, гранд таков, или она емисија никад не е касно. Аматерски ранг, ама сето тоа убаво,
со многу знања ме спаковале, го дотерале, го направиле и ние гледаме чуда. Чудо е, никад не е касно да се љуби страстно. Ние тоа, не, тоа не можеме да го направиме. Тоа е многу голема работа. Не. Ние сме чудо кое е за анализа и едноставно анализа е на обсежна анализа и да се каже стоп, доста беше, се фати работа што треба и да и се врати сјајот на македонската песна, оној сјај за која зборував. После секоја Валамдо имаше 3-4 хитови. Сега после секој фестивал нема ништо, тотално ништо. Има криминали, има лажирање само на наградите. Малку повеќе зборувам, али тоа е за жал. Вие минатата година го завршивте албумот Песно моја убава. Колку време ви беше потребно да го изготвите? Колку се песни еве да слушнат повеќе нашите гледачи? Да, тоа беше Песна моја добра. Да. Направив еден напор и тоа направив нови 15 на песни. Малку целта ми беше намерата да биде со посовремен тон, зашто секој време треба да си има своја песна. Нашите изворни бисери без коментар, нека си се такви, али се треба да се посмотрат во едно движење. Значи, нашите мајки се облекувале вака, овие вака, вие сега вака, или ние, не е битно, ali пред се, утре, кој знае како ќе се. Значи, се си е во едно движење, така и песната треба. Јас тоа го направив, некако со таа намера, дури имаше ето и 5-6 може би од посовремени и како мелодии, песни и аранжмански и така натака. Додуше не го презентирав кој знае колку, веќе јас сум сега во една позиција, многу и не ме интересират. Ако на некој му се допаѓа нешто, да ни го слушат, така да само на YouTube ги ставив и овие многу малку радија што пуштаат македонска песна, пред се Радио Роса и многу малку низ Македонија. Така да има таму пак впечатливи се, пошпечатливи оние песни кои што како што е Слава Славам, например, или Дај Боже, кои што се повеќе ето народни. Значи лично направив, има таму и едно 3-4 балади, тоа беше по моја желба. Сега се слушаат, лично дека сум многу задоволен, али и не правам нешто посебно да ги... Целава атмосфера е некако апатична и не сум многу ни заинтересиран. Сега како последно, како посебна песна направив, песна, се вика Песна за невестата. И ева ги повикувам сите невести, ако не друго заради Песна за невестата, почните се мажите, па кај пукнало, нека пукне човек. Така. И направив една српска. Значи, достоен сум и достоинствен према она што коментирам. Многу сум револтиран од цела ситуација. Дали нешто ќе смогнеме сила да направиме, не знам. А инаку така е. Од мене ето
Така. 15 нови песни плюс песни за невеста, значи 16. Господине Попиновски, јас верувам дека можеме уште многу да разговараме на оваа тема, но еве и уште едно прашање за крај. Многу пати сте настапувале во Кочани. Колку сте задоволни од кочанската публика? Во Кочани сум настапувал пред се во ресторан Пролет. Кочанската публика апсолутно сега да не ја двојам ни вака, ни вака. Така. Значи, исти случај. Млади луѓе пред се, весели луѓе, барем весели се додека сме заедно, се дружиме заедно. Уживаат. И на моје големо задоволство, впечатокот е многу позитивен. Ево и во оваа прилика вечер се надевам дека ќе биде иста ситуација. Така. Многу убаво ќе се забавуваме со сите оние што ќе бидат присутни. Јас ви се заблагодарувам за разговорот на Канал Плюс телевизија. Гледачите слушнаа многу нови моменти за вас и се надевам дека вечерва исто така ќе уживаат во вашиот настап. Па вака, кога разговараме, јас сум инаку по природа за себе велам тврд реалист. Значи, нема филување. Кога разговараме за музиката, јас го кажа своето. Кога ќе дојдеме, дојде редот да се пее и да се веселиме, тогаш не разговараме за музика. Така. Тогаш ја презентираме и дај песна плюс. Значи, на задоволство на сите. Еве од мене уште еднаш поздрав до сите ваши, како што реков, ценети гледачи на телевизија Канал Плюс. Господа, и помлади, и постари, слушајте секаква добра песна, ама немој да забравите пред се да слушате добра македонска песна. Поздрав од мене Евто Попиновски, па до следно видување. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со еден од најпознатите естрани уметници на нашите простори. Се надевам дека вечерва кочанчани и љубителите на музиката на Евто Попиновски ќе уживаат во вечерва во ресторан Пролет. Се гледаме. До видување.